Јас најпрво би сакал во моје лично име да ви го честитам вчерашниот празник, денот на Меѓународниот ден на жените, и да ви посакам пред се личен успех, среќа, професионален успех и многу љубов. И да се бидете капетанки на вашите бродови и секогаш без разлика на годините да се раководите од началото дека не е битно колку години имаш во животот, туку колку живот имаш во годините. Почитувам амбасадоре Која, почитувани и драги колеги, најнапред дозволете ми да го изразам задоволството од поканата да бидам дел од овој заеднички настан, вашата работилница, посветена на еволуација на менторството во полицијата, со една значајна напомена дека овој пат се оди еден чекор понатаму, односно менторството се елаборира од аспект на родовата рамноправност. Принцип што веќе има фундаментално значење во развојот на секое модерно демократско општество. Моје лично убедување е дека во изминатите 2 декади жените, независно дали зборуваме за општествениот или за институционален ангажман, а во конкретниот случај за Министерството за внатрешни работи, покажа една издржана амбициозност, подкрепена со соодветна и квалитетна наобразба и стручност, докажувајќи дека можат и знаат подеднакво со така наречениот посилен пол да се носат со сите предизвици, вклучително и во безбедносната професија, а во поголем дел од областите, особено на полициското работење, да бидат далеко поуспешни, поефикасни, поделотворни и помотивирани од машките колеги. Се разбира, имплементацијата на политиката на родова рамноправност е долг процес, дотолку повеќе што станува збор за релативно ново начало на општествено-социјалната стратификација, особено на земјите од овие простори. Неоспорно е дека наспроти овој сериозен општествен реформски концепт се уште стојат одредени стари клишеа, навики и предрасуди. Меѓутоа, сето тоа не смее да не дефокусира, напротив, нам ни е нужно континуирано образување, обуки, дискусии и активности, не само во насока на менување и надминување на стереотипите, туку и во поглед на градење на објективни перспективи за етаблирање на местото и улогата на жената како рамноправен субјект. Искуството, праксата покажуваат дека границите во можностите, во потенцијалите, како креативно, така и на физички план, или какви и да се помалку постојат и се бришат. Оттаму, денешната работилница, поддржана од нашите докажани партнери мисијата на ОПСЕ, во нашата земја и организирана заедно со Македонскиот полициски синдикат, односно секцијата на жени при МПС, можеме без никаква дилема да ја окарактеризираме како уште еден, повеќе од корисен потек во напорите за системско решавање на начелото за родова рамноправност. Имено ставањето во функција на механизмот на менторство, во овој случај и во насока на напредување на професионалните и стручните капацитети на жените во полицијата, според моје длабоко уверување ќе представува уште еден позитивен инпут како во поглед на инклузија на самиот институционален систем на МВР за женската популација, така и во поглед на подобрување индивидуалните професионални перформанси на жените во остварувањето на нивните лични амбиции и идеи во професијата што ја обавуваат. Повеќе од сигурен сум дека работилницата и самиот нејзин концепт на востанување на ваков вид менторство и менторирање ќе даде позитивни резултати кои што пак ќе бидат од корис за вработените колешки, за нивниот социјален и професионален статус, но и за самата институција Министерството за внатрешни работи. На крајот, дозволете ми да истакнам дека МВР мора и треба и во иднина да биде целосно отворено, флексибилно и кооперативно во делот на возможување на равноправни шанси и можности за сите своји вработени. Конечно, единствениот траен ресурс на кој било општество е токму човечкиот фактор, така што инвестирањето во своите луѓе, независно на родовата припадност, е логичен и неопходен фактор доколку се сака напредок, односно просперитет. Ви благодарам.